Следната програма е платена од партнерите и пријателите на Джойс Мајер службите. Сега, ако јас не сум внимателна, почнувам да се обидувам да се променам сама. Велите, па нели тоа ни го велиш и на нас да го правиме? Не, она што го велам да... Колку од вас веќе сте свесни дека поминувате повеќе време од што е потребно, чувствувајќи се виновни и осудени? Има ли некој? Добро, јас сигурно се чувствував така долги години од мојот живот. И ми требаше долго време и многу од Божјото Слово и од Светиот Дух, за да започнам да сваќам колку целосно бескорисно е тоа. Денес сакам да ви зборувам за тоа како вината и осудата не заробуваат и не држат на исто место. И така ние се чувствуваме виновни за работите кои ги правиме неправилно, но потоа колку подолго сме во таа вина, никогаш нема да престанеме да ги правиме и да напредуваме. За да растеме духовно, ние мора да научиме кои сме во Христос. Дека преку Неговата голема и прекрасна благодат и милост, Тој не само што ни ги прости сите наши гревови, но Тој ни ја дал Неговата собствена праведност. Ние имаме праведност со Бог законски заради Исусовата крв, иако се уште грешиме. Така вметнатата праведност е дар од Бог кој не овозможува да научиме како да чекориме во праведност и постепено, со тек на време, да правиме повеќе и повеќе правилни нешта бидејќи ни е дадена праведноста. Бог никогаш не очекува да произведеме нешто кое Тој не ни го дал прво како семе во нашиот живот. Како би можел Бог да ни рече да бидеме трпеливи ако не посеал семе на трпение во нас? Ние немаме таква способност, освен ако Бог не ни даде. Како би можел да ни каже да чекориме во мир во овој свет во кој живееме ако Тој не посеал семе на мир? Јас мислам дека е многу важно луѓето да разберат како верниците што веќе имаат моментот кога сте наново родени. Мислам, Бог спушта семе од Неговиот карактер во нашиот дух. Ние го имаме Бог кој живее внатре во нас и Библијата вели дека ние го имаме плодот на Светиот Дух. Не на несвет дух, туку на Светиот Дух. Љубов. Ви имате способност да ги сакате луѓето и јас исто така. Радост. Нашата радост не мора да биде базирана на нашите околности. Ние може да имаме радост која се наоѓа само во Бог. Мир, трпение. Сите овие прекрасни плодови на духот. Само контрола. Што мислите за неа? Понизност, кроткост. Нема никаква смисла да велите, не можам да се контролирам себе си, бидејќи ние имаме само контрола и може ќе речеме, не сакам да се контролирам себе си или се уште не сум доволно силен да се контролирам себе си, но ние мора да исповедаме. Јас верувам дека треба да го направиме тоа гласно, оно што веќе го имаме како дар од Бог. Јас сум праведноста Божја во Христос, јас сум трпелив. Па велите, не си, да сум. Овде јас сум и работам со Бог да го пренесам од тука, таму каде што всушност ќе направи нешто добро на некому. Вие сте целосно опремени и спремни да бидете динамично влијание на светот денес. Мора само да верувате во тоа. Верувајте. И така ова со вината е стапица. Дали некогаш сте биле на лента за трчање и била доста брза и сте почувствувале како да сакате да се симнете, но не можете, се додека не најдете начин да го исклучите тоа нешто најпрво. Дали некој го има тоа искуство? Дури се чувствувавме како да ќе паднете и така всушност работи вината. Таа е како лента, која само не движи, не постигнува ништо. Што постигнува вината? Таа е стапица, не притиска надолу кон нашите проблеми, отколку да не издигне од нив.
Не знам дали сите имаат проблем со вината како што имав јас, но да ви кажам, тоа беше кошмар во мојот живот. Бев злоставувана како дете од мојот татко, пораснав мислејќи дека нешто не е во ред со мене, дека е моја вина, всушност не беше. Се што треба да направите да се вкорените во таквото размислување како дете или момче, и тоа може да направи хаос во вас во идните години. Мислам дури ако имате родители кои ви велат: што не е во ред со тебе? Зошто не можеш да го направиш ова? Зошто не можеш да го направиш она? Посебно кога ве споредуваат со браќа и сестри или наставници кои го прават ова или пријатели. Не многу од нас стигаат до адолесценција без ѓавол да се обидел да си поигра преку една или повеќе личности, обидувајќи се да направи да се чувствуваме многу лошо за самите себе. Дека нешто не е во ред со нас, дека некако треба да се поправиме, но навистина не знаеме што е тоа, а не пак да го поправиме. И лутаме наоколу мислејќи воглавно лошо за себе. И секогаш кога ќе го направиме тоа, невозможно е да уживаме во животот и да растеме духовно во нашето чекорање со Бога. Така, некогаш од целата тага стигнуваме до место каде го предаваме животот на Христос, го примаме Него. Ние сме наново родени, но се уште живееме во мизерија ако не разбереме дека ќе правиме грешки. Бог го знаеше тоа и затоа го прати Исус. Никој не може да манифестира совршенството додека е во човечкото тело. Но една од работите кои може да ги направиме и треба да ги направиме и мора да ги направиме е да раснеме. Фала му на Бога што не морам да правам глупави работи како пред 30 на години, па дори никако пред 5 години, па дори никако пред 1 година. И ви велам, декларирам дека наредната година јас ќе бидам подобра од што сум сега. И вие ќе бидете исто така. И затоа се грижи Бог, токму затоа. Ставете го тоа во вашата глава денес. Тој го гледа нашето срце. И така, кога ја отвараме Библијата во четврток навечер за барање на светост без која никој нема да го види Бог, тоа е малку страшен стих. Тоа е како... Но видите, Бог ми помогна да сватам дека главниот збор овде е барај. Барај. Тоа значи да копнеш и да тргнеш по нешто со сиот твој ум и со сите твои сили. Да ви кажам, Бог не е спореден во нашиот живот. Тој не е нешто само за денила наутро. Тој е главниот. Се. Во него ние живееме, се движиме, дишиме и постоиме. Без него ние сме ништо и ние го бараме него како зависници желни за повеќе од Божјото присуство во нашите животи постојано. Затоа ве пофалувам што ова саботно утро сте овде наместо да лежите на каучот гледајќи цртани филмови или што и да правите луѓе во сабота наутро, дружење или пиење на огромна шолја кафе или што и да е. Наместо тоа, вие ги одвоевте овие 2 часа од вашиот зафатен живот да дојдете овде и да се сместите со другите верници во присуство на Бог, само да правите две нешта: да го обожавате Бог и да го слушате Словото. Добро за вас. Добро за вас, добро за вас. Амин. Дури тие што гледате на телевизија сега, ве пофалувам бидејќи сте одвоиле време од вашиот живот да ја гледате оваа 30-минутна програма, која е за поучување како да го сакате Бог и да научите колку Тој ве сака вас, како да го живеете животот кој Бог сака да го живеете. Ние не можеме да созрееме ако не сме поучени и не можеме да созрееме ако ги влечеме сите наши вчерашни грешки во денешниот ден. Па каде и да сте со Бога сега, сакам да одлучите. Да, јас сум голем палавко, но жал ми е. Сакам да се подобрам. Бог ми простил целосно и Тој го заборавил мојот грев. Тој го тргнал гревот толку далеку како што е исток од запад и така јас ќе престанам да се присетувам што Бог заборавил. Ќе престанам да му зборувам нему за нешто кое веќе не го памети. Нема да зборувам за моето минута. Јас ќе зборувам за мојата иднина, бидејќи Исус умре за да јас имам прекрасна иднина. Амин. Не знам како ќе успеам во ова, но на некој начин некако ќе поминам повеќе време и ќе барам креативни начини да ги научам луѓето за виталната и очајна важност на духовната зрелост.
Откако сме на новородени, следното, најважно нешто е да го поминеме остатокот од нашиот живот, растејќи, барајќи светост и христоликост. Сега ќе погледам во неколку стихови кои ги погледнавме синоќа, бидејќи мислам дека тие се важни како основа. Никогаш не штети да ги слушнеме два пати, па затоа ќе појдеме од овде. Матеј 5:48. И така, вие мора да бидете совршени. Луѓе, тоа е страшно, освен ако не ја имате проширената верзија. Растејќи во целосна зрелост на побожност во ум и карактер, достигнувајќи го соодветното ниво, доблест и интегритет, како што и вашиот небесен татко е совршен. Тој вели, видите, да кажеме евде за минута дека Бог е овде на подиумот и тој е совршен. Тоа е мојата цел. Тоа е мојот стандард. А јас сум овде и сум доста несовршена, но му се обрќам нему и велам: жал ми е за гревовите. Така тој ме спасува од гревовите. Тој доаѓа да живее внатре во мене и бидејќи Бог не може да биде на место кое не е совршено и свето, тој мора да ме исчисти внатре, пред тој да може да дојде и да живее таму. Амин. Дали разбирате? И така Бог преку неговата благодат и милост ме чисти однатре и тогаш тој останува таму остатокот од мојот живот. И така, јас го поминувам остатокот од мојот живот, движејќи се кон неговата совршеност, учејќи како да зборувам правилно, да размислувам правилно, да имам правилен став, учејќи како да ги третирам луѓето и како да бидам послушна на Бог. Јас сум возбудена за тоа. Тоа не е товар за мене. Не е нешто од кое се плашам и го мразам. Јас сум возбудена за тоа. Единствениот начин на кој можам да учам и растам е ако јас сум отворена за пресведочување на Светиот Дух. Мил Господе, те молам покажи ми што не е во ред со мене. Те молам не дозволувај да живеам во заблуда мислејќи дека се е во ред и да ги судам другите луѓе за се што јас сметам дека е погрешно во нив. Боже, те молам не оставај ме сама во мојот неред. Најлошото што може да се случи на било кој од нас е Бог да не остави сами, да останеме какви што сме и никогаш да не се промениме. Па ако одите во црква и слушате порака која ве пресведочува или ќе вклучите телевизор или ќе ставите поучување во некој уред за слушање или ја читате Библијата и вие сте пресведочени, тоа се најдобрите вести кои може да ги имате. Но не дозволувајте пресведочувањето да стане осуда, бидејќи ако го направите тоа, ќе земате оваа прекрасна работа која Бог се обидува да ја направи во вашиот живот и му ја давате на ѓаволот за да направи хаос во вашиот живот. Колку да знаат за што зборувам кога велам дека сте пресведочени и пред да се свртите, тоа се претвора во осуда. Тоа е кошмар. Бидете возбудени кога Бог ви покажува ако нешто не е во ред со вас. Тоа е навистина добро. Не терајте ме да го направам ова 12 пати. Ајде, во Откровение вели дека Бог само ги очистува оние кои срдечно и нежно ги љуби. А другата верзија вели дека тој им ги кажува нивните мани. Зошто ние сме постојано загрижени со тоа што не е во ред кај другите? Да дозволиме Бог да се справи со нас. Секако вие не можете да промените никого, па престанете да си го трошите животот обидувајќи се да направите нешто што не можете, но можете да работите со Светиот Дух за промена во вашиот собствен живот. Ефесијаните 4:15. Сега, ова за вистината, вие ќе ја знаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Покажувам ова цело време и нема да ве ослободи вистината за некој друг. Боже, помогни ни да чекориме во вистината. Тоа треба да е секојдневна на молитва. Помогни ни, Господе, да чекориме во вистината. Покажи ми ја вистината. Нека нашите животи љубезно ја покажуваат вистината во сите работи, зборувајќи искрено, однесувајќи се искрено, живеејќи искрено, обкружени во љубов. Нека растеме на секој начин и во се во него кој е главата. Па тоа објаснува доста јасно. Тој вели, штом сме заљубени во вистината, сега ние можеме да почнеме да растеме на сите начини во се. Библијата не предупредува за заблудата. 1 Петар глава 2 стих 2. Ова е ден за стихови и да видам колку можам да нафрлам. Амин. 1 Петар 2:2. Како новородени деца, вие треба, копнејте, жеднувајте, искрено посекувајте чисто духовно млеко.
Тоа значи Божјото Слово, за да биде преку него нахранете и да раснете во целосно спасение. Сега што значи ова? Поред, тоа значи дека ние ги земеме овие нешта кои Бог ги направил во нас. Сите кажете, јас сум праведноста на Бог во Христос. Јас можам да станам и да кажам да ти не се однесуваш правилно, но кој треба да биде вашиот одговор? Вашиот одговор треба да биде: па јас не сум таму каде што треба да бидам, но фала му на Бог, не сум ни таму каде што бев. Јас сум добар и јас сум на мојот пат. Амин. Да, многу сум среќна. И луѓето велат, па поминувам низ ова. Знаете што? Еден ден Бог ми рече: благодари на Бог за тоа ни што поминуваш. Не си заглавена во средината. Мислам, луѓето во светот не може дури ни да кажат ни што минуваат. Тие не го знаат патот, но ние го знаеме. Пораснете во целосно спасение. Тоа значи дека го минувам целиот живот. Да, ова е посветување за цел живот. Не велите нешто како: кога ќе престанам да гледам погрешни работи во мене. Никогаш. Но тоа само не потсетува колку е добар Бог. Не потсетува колку прекрасен е тој и сака да биде во заедништво со нас. Филипјаните 2, 12-13. Доста долги стихови во Библијата, но вреди да се прочитаат. Стих 12. Затоа, возлюбени мои, како што секогаш бевте покорни на моите предлози, не само со ентузијазам кој ја покажувавте во моето присуство, но многу повеќе кога јас сум отсутен. Предпоставам дека би можела да кажам денес: вие сте полни со ентузијазам кога сум овде и ви проповедам, но кога ќе заминам, сакам да го покажете истиот ентузијазам кога сте сами дома и кога Бог ќе започне да ви зборува. Амин. Работете, култивирајте, стигнете до целта и целосно исполнете го вашето спасение. Сега, тоа не значи да работите за вашето спасение. Значи да работите со Бог, со она што Тој го направил внатре во вас и ќе може да излезете надвор од вас. Го сакам ова. Овде вели: работете. Знаете, јас вежбам 3 пати неделно и кога започнав немав ниту еден видлив мускул. Имав мускули некаде во мене. Имав способност да оформам мускули. Тие беа ситни, мали бебешки мускули, но сега имам нешто овде. Погледнете. Мислам, црста сум, но тоа е резултат од 10 години вежбање. И ако јас сакам да ги развијам моите духовни мускули и сакам да останам силна, знаете што? Можам да ги загубам за 3 месеци. И затоа морам да продолжам да вежбам. И затоа како верници ние мора да останеме во слобото, во контакт со Бог, да продолжиме да сме околу други верници, да продолжиме да го исповедаме Словото. Не знам како некој кој гори за Бог може да му биде досадно да биде христијанин, бидејќи не знам за вас, но Бог предизвикува нешто во мојот живот постојано. Работете на вашето собствено спасение. Потоа ова ни кажува како да живееме внимателно. Така, работете, култивирајте, стигнете до целта и целосно исполнете го вашето спасение со почит и поклонување, со трепет, со сериозно внимание, нежност на совеста, внимателни кон искушение, уредно ограничувајќи се од се што може да го навреди Бог и да го омаловажи неговото име. И се допаѓа стих 13, бидејќи ако го читам само 12, навистина сум уморна. Стих 13. Не со ваша собствена сила. Алелуја. Не со ваша собствена сила. Зашто Бог е оној кој ефективно действува во вас, ојачувајќи и создавајќи ја во вас силата и желбата да сакате да работите и да живеете за неговата добра волја.
Па еве во што е работата, и некако е прекрасна. Еве го Бог кој е совршен и еве ме мене. Сега сум наново родена и ги имам овие мали незадоволства овде и јас сакам да се променам. Почнувам да станувам пресведочена за работи за кои порано не се грижев воопшто. И така, Светиот Дух ми зборува и тој, знаете, ме повикува кон него и ме повикува. Ова ќе биде за цел живот. Сега, ако јас не сум внимателна, почнувам сама да се обидувам да се променам. Вие велите, па нели ти не го велиш и на нас да го правиме? Не, она што го велам е да се покорите, да се предадете на работата на Светиот Дух. Јас не можам да се променам себе си, но можам да го проучувам Словото. Не можам да се променам себе си, но можам да се дружам со луѓе кои ќе имаат позитивно влијание врз мојот живот. Амин. Не можам да се променам себе си, но можам да сакам да се променам и да се молам Бог да ме промени. Можам да зависам од неговата благодат, бидејќи веднаш што почнеме да се обидуваме да го правиме она што Бог го побарал од нас, без да побараме тој да ни помогне, сега тој е навреден. Не, ти нема да го направиш тоа без мене. Или ќе бидам јас, или ти, или ниту еден од нас. Ајде. Многу се обидував да се променам себе си толку многу што за малку ќе умрев. Толку брзо што се симнав до величина 6. Бев како стапче од личност која се обидува да се промени. Ќе се променам. Ѓаволот нема да управува со мојот живот, го укорувам ѓаволот. Знаете ли што открив? Дека значи одбивање на ѓаволот. Не значи да се ослободите од сите ваши проблеми. Не значи да живеете без никакви проблеми во животот или било какви потешкотии. Оно што значи е дека кога имате проблеми, учете од Бог и дозволете тој да ви ја даде силата да не се однесувате како ѓаволот, туку да се однесувате како Бог. Ајде. Само имајте добар став кога знаете дека ви следи нешто што нема да ви биде пријатно. И така ќе го оддалечите ѓаволот. Ки плодот на Светиот Дух во вас да се појави, да се подпрете на Бог. Па кога ви велам денес да се промените, не одете дома да се обидете, одете дома и верувајте. Одете дома и поминете повеќе време со Бог. Држете се за стеблото. Дали некојаш сте виделе дрво со јаболко или било какво дрво совеше да прави вака? Не, плодовите излегуваат од гранките и се што гранките прават е да се држат на стеблото. Исусе, о Господи, јас толку многу сакам да бидам како Тебе и да Ти бидам послушен, Боже. Мора да ми помогнеш, помогни ми. Сега тоа не значи дека јас не треба да вложам никаков труд, но тоа не е човечки напор. Тоа е напор во умовите на Светиот Дух и секој чекор од патот велам, Господе, ми требаш. Така ние знаеме дека Бог ја добива заслугата. Во 1 Петар 5:10 вели, по вашето кратко страдање Бог на сета благодат самиот ќе ви усоврши и ќе ве направи она што треба да бидете. Па зошто мора прво малку да страда? Зошто го пишува тоа? Мислам дека Бог ми го покажува преку тој стих, кога ние бараме Бог да не избави од нешто, иако тоа е неговата волја и желбата за промена доаѓа од него. Така јас навистина се молам неговата волја да оди назад кај него. Зашто тоа не се случува веднаш. Бидејќи некогаш Бог сака да ни остави некој период на време за да страдаме, и тоа го пишува во Библијата. Па кога ќе се промениме, ние знаеме дека 100% тоа е заслуга на Бог. Амин.